Почитувани сограѓани, дами и господи, најпрво сакам да ви се заблагодарам што денес одвоите дел од вашето драгоцено време и дојдовте на промоцијата на отчетот за сработеното во претходниот период 2009-2012 година. Воедно сакам да ги поздравам и гостите, носителот на листата на изборна единица број 3, пратеникот Владимир Ѓорчев, пратениците Веле Ѓоргиевски, Диме Маџовски и Мило Коварски. Опустите останато присутни во салата. Уште на почетокот сакам да се заблагодарам на сите оние кои ми помогна во изработка на отчетот. Сакам да се заблагодарам на општинската администрација, затоа што без нив навистина немаше да го сработиме ова што е сработено. Во суштина, кој пат и да го одбере една личност, секогаш постои некој кој ти вели дека грешиш. Секогаш се појавуваат потешкоти кои те ставаат во искушение да веруваш дека критиките се оправдани. Но потребна е храброст, мудрост, одлучност и истреност да го исцрташ својот пат и да го следиш до крај. Затоа во сршта на секоја потешкотија постои можноста да се дојде до целта. Отчетноста и одговорноста се основните мои принципи на делување, а секако тоа се принципи и на партијата чиј представник и функционер сум јас, односно принципи по кои делува ВМРО-ДПМН. За таа цел, кога се кандидирав за градоначалник, јас пред вас излегов со програма во која беа напишани сите програмски цели за кои се стремев во овој мандат и во овој изминати 3,5 години да ги реализирам. Денеска имам чест и должност да изразам пред вас, граѓаните на Крија Паланка, и да дадам свој отчет за она што е сработено во изминатиот период. Вие сте тие што во март 2009 година ми дадовте доверба да ја водам општината во наредниот 4-годишен период и затоа сметам дека моја должност е да излезам пред вас со пишан документ, отчет, кој денеска ќе ви биде презентиран од моја страна, а во наредниот период истиот ќе биде дистрибуиран до секоја домаќинство во Крија Паланка. Вие сте тие кои треба да знаете за што се потрошени вашите пари, што е направено со нив и дали тоа според вас е оправдано или не. Во него се напишани и опишани позначајните проекти, активности кои се направени во претходниот период. Јас знам дека секогаш ќе кажеме дека можело повеќе, но сепак, ако го имаме предвид и фактот дека општината е презедот со огромен долг од 650.000 евра, сметам дека на некој начин направив реализација на исклучително добри проекти и активности кои досега се нема случено во нашата општина. Јас сум горд на сето она што успеав да го направам и лично ми представува огромна сатисфакција делата кои говорат за сиот мој вложен труд во изминатите години. Како исклучителни активности кои се реализирани во периодот 2009-2012 година ги сметам следните. Инвестиции во санација, реконструкција и изградба на локални улици и патишта, со што значително е подобрена патната инфраструктура во општината. Инвестиции во делот на образованието, реконструкција, реновирање на училишните згради и нивното опремување. Поддршка и промоција на спортот, ослободување од надомест на спортските друштва за користење на спортските сали, изградба на современ спортски комплекс, составено тениско игралиште, повеќенаменско игралиште, фудбалско игралиште, спортска сала и спортска сала. Отварање на музеј во општината, установување на театарски фестивал, возобновување на фолклорниот фестивал, бројни културни манифестации, со што значително е збогатено културната лична карта на општината Крија Паланка. Реализација на проекти по принципот на јавно-приватно партнерство, изградба на современ административно деловен објект, изградба на мари хидроцентрали, на водоводите, на цевководите на Калин камер, Крија Паланка и цевководите Станачка река Крија Паланка. Започнување на постапката на гасификација на Крија Паланка. Реализација на европски проекти
подебно небо, културно наследство, мост заеднички иднина, туризам без граница и последниот проект велосипедски патеки за граѓаните и посетителите на Кюстендил и Крива Паланка. Во однос на инфраструктурата и комуналните дејности, како еден од првите проекти кои го направив кога дојдов за градоначалник беше асфалтирањето на патниот правец кон туристичкиот локалитет Калин Камен. Овој патен правец е изграден во должина од 1400 метри со обезбедени средства од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието во рурален развој и собствени средства на општината Крива Паланка. Реконструкција и рехабилитација на локалниот пат од Крива Паланка до село Станци. Се работи за пат во должина од 4,5 км, од кои 3,5 км е реконструкција на постојниот пат и 1 км е пробивање, асфалтирање на нов пат. Мислам дека со ова направивме најубав пат од локалните патни правци во Република Македонија. 4,5 км пат не се сеќавам во Крива Паланка од еднаш кога е ставено на едно место. Направивме пат, просто речено ја симнавме планината и направивме исклучително добар пат. Вредноста на оваа инвестиција е 38 милиони денари, средства кои се обезбедени од Светската банка од заемот на владата на Република Македонија. Реконструкција и рехабилитација на локалниот пат село Конлопица, село Мождиње. Се работи за патот, како што ние знаеме од Кривопаланчани, да кажеме, од Борчева кафеана до крајот на асфалт. Во овој дел на патот извршено е вадење на стариот оштетен асфалт, тампонирање и ќе се пристапи кон асфалтирање. Ќе искористам оваа прилика да кажам дека меѓу нас, граѓаните, почна да се шират некои зборови дека овој патен правец нема да се направи. Јас само ќе кажам дека средствата за овој патен правец, како и за патен правец во насело Скављава се платени и тие мора да се направат. Доколку не спречат временските услови, ако не се направи сега, ќе се направи во пролет, затоа што овие два патни правци се платени од Европската банка за обнова и развој. Реконструкција, како што реков, на патниот правец Крива Паланка, село Мартиница, во населба Скављава, каде што е опфатена и малата Цонефрид, по должина под 1200 метри. Овој патен правец беше неопходен и тој е еден од моите предизборни ветувања, бидејќи кога отидовме на вистина стануваше збор на населба која е многу густо населена, а луѓето беа лишени од секакво асфалтирање на тој пат и на вистина сметав дека ова е еден од приоритетите кои треба да го направиме во нашата општина. Воедно го асфалтиравме патот во село Конопница, од основното подрачното основно училиште Илинден до црквата Свети Теодор Тирон во должина од 945 метри. Патниот правец е асфалтиран и тоа исто така беше едно од моите предизборни ветувања. Го асфалтираме и во овој потек имаме еден прекрасен пат. Ова е побарање на местното население и по предлог на местното население. Реконструкција и рехабилитација на патниот правец село Жедилово, село Крк. Овој патен правец покажува една одлична соработка помеѓу приватните партнери, мини хидроелектрани, општината и местното население. Имено со изградбата со почетокот на изградба на мини хидроелектраната на Крклянска река, од страна на местното население беше кажано дека со самата градба на хидроелектраната доаѓа до оштетување на патот. Како општина посредувавме меѓу местното население и мали хидроелектрани и дојдовме до договор да со завршување на хидроелектраната биде асфалтиран овој патен правец и на мини хидроелектрани им беше наложено овој патен правец да го направат. Тоа и се случи, пред неколку дена се асфалтираше овој пат и се направи еден нов убав пат по должина од 700 метри. Реконструкција на дел од улицата Свети Мосоговски, односно во Стара Чаршија. Овој дел сите знаеме дека имавме коцка, која коцка беше во многу лоша состојба и овој пат е всушност олицетворение на демократијата во нашата општина. Имено овој пат беше изгласан од страна на самото местно население како пат кој треба да се изгради преку форумот на заедниците.
се одржаа 5 форумски сесии во кои граѓаните беа поделени на неколку групи и сите дадоа своји приоритети кои треба да се направат. На овие форумски сесии се одлучи на крај самите учесници во форумските сесии одлучија дека најприоритетен патен правец најприоритетна проект кој треба да се направи, да се реализира, тоа е асфалтирање на оваа улица. Ова улица, сите знаете дека пред неколку дена е завршена. Со самото завршување на оваа улица е регулирана и атмосферската канализација, поставени се нови канделабри и осветлување на оваа улица. Воедно извршено е асфалтирање на вториот крак на улицата Свети Јоаќим Осоговски, бидејќи без асфалтирање, без завршниот слој на асфалтот не можевме ни да направиме нов сообраќајен режим. Значи се направи се постави вториот слој на асфалтот на оваа улица и воедно се направија тротоарите на вториот крак на улицата Свети Јоаќим Осоговски. И асфалтиравме улицата Коце Металес, тоа е улицата до Кланица, каде што е извршено асфалтирање на двата крака, едниот крак од 300 метри, другиот од 150 метри. Исто така станува збор за густо населена населба, во која пред изборите им ветив дека ќе биде асфалтирана. Извршена е санација и асфалтирање на сервисната улица во Бегово Бавчи во должина од 600 метри, која нешто исто така беше дел од моето предизборно ветување. Во населбите Трештен дол и Баглак нема пристапен пат. Дојдоа луѓето, уште на почетокот на мојот мандат, дојдоа и бара на некој начин да го решиме пристапот за 20 куќи, затоа што освен пешачки пат нема никаков друг пристап. Пристапивме кон договор со луѓето кои го имаа имотот, каде што требаше да се пробие патот, постигнавме договор и општината Крива Паланка го откупи земјиштето и го пробивме овој пат и така овозможивме за околу 20 куќи да може да непречено да дојдат до своите домови со возило. Во Крива Паланка направивме нов сообраќајен режим на улиците, на главната улица. Во почетокот беше малку чудно, во почетокот беше и имаше и негодување од страна на населението дека не треба тоа, дека сите сме научени на главната улица да биде двосмерна, но кога ги поставивме онака како што ги поставивме знаците и кога го определивме режимот на двосмерни улици, сите увидовме дека се растеретува главната улица, дека заживува и втората улица на улицата Свети Јоаќим Осоговски и така да мислам дека сите ќе се согласите дека со ова нешто е направено подобро него што беше. Во однос на безбедноста на сообраќајот исто така поставивме забавувачи на сообраќајот или така наречените лежички полицајци, бидејќи сите знаеме дека во општина Крива Паланка имавме неколку сообраќајни несреќи баш од таа брза вожња и поставивме овие лежички полицајци во однос на безбедноста на сообраќајот. Во Крива Паланка како град имаме доста улици кои се непристапни и кои не можеме да ги асфалтираме и за таа цел свесни сме дека мора да пристапиме кон калдрмирање на улиците и поплачување и за таа цел се поплочени делови од улиците 11 октомври, Моша Пијаде, Момир Стојановски, Крушевска и Орце Николов. Исто така извршивме санација на поголем дел од улиците и тоа на потегот Осечки мост до мотел од Македонија, улицата Партизанска, улицата Херој Карпош и населбата Лозаново. Извршена е санација од место викано Борчева кафана до подрачното училиште Илинден во село Коноплица. Исто така се работеше и на следниви улици на Гоце Делчев, од приклучокот на Свети Јоаќим Осоговски до место викано Дреначка Мала, улица Македонска, улица Чупено Брдо, Наско Тамбурков, 8 октомври, од централното градско подрачје Маневски мост, Никола Тест и во текот на наредните денови
Предвидено исто така санирање на така наречените ударни дупки, санирање на оштетените делови од улиците во Крива Паланка. Сите ќе се сложиме дека до 2009 година градскиот парк беше едно од најзапуштените места во општината Крива Паланка, можеби на добар дел од присутните и на мене најубавиот дел од животот ни беше сврзан со градскиот парк и можеби баш и таа носталгија ме водеше на тоа да го обновиме, да го направиме пристојно и убаво место за одмор и рекреација градскиот парк. И сите ќе се сложиме дека го вративме животот на градскиот парк, направивме да биде место во кое добар дел и од старите, и од младите, и од немладите се присутни и може да се рекреираат во градскиот парк. Во односта на активноста на превенција и заштита, со самото доаѓање на функцијата градоначалник на општина Крива Паланка се случи едно стечиште во населба Илинден, кое стечиште имаше опасност да се лизнат околу 5 до 6 куќи и да се на некој начин потисне една куќа. Од страна на имателите на тие објекти бев замолен да интервенираме, да им помогнеме на луѓето, и за таа цел побарав помош од владата на Република Македонија, разговарав со министерот за финансии, со премиерот и на седница на влада беа одобрени 7,5 милиона денари за санација на ова стечиште. Стечиштето се направени истражувања, направен е проект и на крајот извршена е санација со подпорна стена, која подпорна стена е направена квалитетно и успеавме да ги спасиме од несакани последици овие куќи. Воедно имавме поплави во нашата општина, извршивме санација од штетите на поплавата, имавме поплави и мораше да се изврши санација на оштетените коловози, пропусти, мостови, на патните правци по село Огут, Нерав, Трново, Узем, Костур, Дурачка река, Констанци, Ставолици, Конопница, Мождинјак и на други населени места. Извршено е рамнење, проширување, прочистување, насипување на улицата Никола Кара во Мала Мечковци, дел од населбите Скарљава и Белево, како и во повеќе делови на улиците во населбите Трешнедол, Баглар, Лозаново и на кракот на улица Соговска. Чистењето на речните корита, јас како жител на овој град не се сеќавам кога си има извршено последните неколку години и од минатата година со проект на владата се пристапи кон чистење на речните корита во поголем дел од Република Македонија, во кој спаднавме и ние како општина и при тоа се е извршено рачистување на речните корита на Крива река, на Дурачка река, на Огутска река и на други водотеци во Крива Паланка. Во делот на магистралниот пат, пропустите кои беа, откако е направен магистралниот пат, пропустите не беа чистени, поучени од поплавите кои ни се случи во претходниот период, пристапивме кон отварање на сите пропусти, рачистување, се со цел да не ни се случи она што ни се случи претходната година. Во однос на територијалната противпожарна единица, може да кажем дека направивме многу. Заедно со мировниот корпус на Соединетите Американски држави, со нивна помош и со помош на средства од општината Крива Паланка, направивме реконструкција, санација и доофремување на самата зграда каде што е сместена противпожарната единица. Воедно се спроведе обука за пожарникарите, која обука беше спроведена тука во Крива Паланка, во Битола, во Штип, а сега, после некој време, дел од пожарникарите ќе одат на обука во Лондон, во
Велика Британија, бидејќи имаме одлична соработка со операција Флорион од Англија. Во цел на оваа соработка Криопаланка успеа да добие 2 возила, тоа Волво и Сканија. Волвото го добивме по операција Флорион, а Сканијата го добивме од Упсала, Шведска. И може да ви кажам дека со оглед на тоа дека во изминатиот летен период имавме огромни проблеми од шумски пожари, а ние како општина бевме хендикепирани со возила за тој дел. На пат кон Криопаланка е уште едно возило кое е специализирано за шумски пожари, Мерцедес, и мислам дека во текот на оваа недела треба да пристигне во Криопаланка. На барање на граѓаните на општина Криопаланка извршено е осветлување на улицата од фабрика Карпош до раскрстицата, до влезот на Криопаланка. Исто така извршено осветлување во село Конопница кај местото Паднени Бандери, а сега е во тек и осветлување на улицата од Осечки мост до бензинската пумпа Модерна. Она што е голема помош за Криопаланка е добиените 1.260.000 евра за изградба на водоводни и канализациони системи на општината. Општината Криопаланка аплицира и веќе се дадени, е распишан тендерот за станачка рекит за допремување на филтер станицата во фабриката за вода. Воедно со овие средства ќе се направи проектната документација е готова, само се забави односите околу решавање на имотно-правните односи и со ова, значи, планираме како приоритетни работи да бидат водоснабдителниот систем висока зона лев брег и десен брег, водоводот во село Луке, изградба на канализационата мрежа во Бојанов дол, како и замена на азбестните цевки во општина Криопаланка. Во однос на јавното-приватно партнерство може да кажем дека Криопаланка е една од ретките општини која има реализирано 2 проекта по јавно-приватно партнерство и третиот проект е во почетна фаза. Имено се работи за изградбата на мали хидроцентрали, на водоводите, на Калин камен Криопаланка и станачка река Криопаланка. Онаа вода која ја пиеме, воедно ќе произведуваме електрична енергија. Значи, направивме јавно-приватно партнерство, општината добива 17% од приходот, или искажено во пари, ќе добие од 50 до 60.000 евра секоја година од приходот од мини хидроелектраните, без да вложиме ниту дена пари. Значи, она енергија која досега удирала во зидовите на прекидните комори, која не се користела, од наредната година ќе се користи и од тоа општината ќе има приход, а тоа се минимум 1 до 2 улици во општината Криопаланка со тие средства. И бенефитот од овие мини хидроцентрали не е само тоа. Пред некое време, а на петочната седница на Советот на општина Криопаланка беше потврдена, разговаравме со газдите на мини хидроелектрани, односно Хидроосогово. При извршување на целата работа утврдиле дека се работи, утврдено е дека во дел од самиот цевковод постои профил помал и нема да се произведува доволно електрична енергија, а со самото тоа да и цевководот е челичен кој е стар околу 43-4 години, дадоа предлог да се направи нов цевковод во должина 5 км, нов цевковод кој ќе биде на општината Криопаланка во ширина од фит 300 и ќе зафаќа целата вода која ќе доаѓа и може да се зафатат уште извори доколку има. Значи, овој цевковод општината Криопаланка го добива без да вложи ниту денар. Се работи за цевковод кој ќе биде направен од стаклено-пластични цевки, најнова технологија и она што можам да кажам е тоа дека сум горд дека со овој проект добиваме бизнис за општината 50 до 60.000 евра и добиваме нов цевковод кој вреди
од 500 до 700.000 евра, без повторно ќе кажам да вложиме нити денар пари. Втор проект од јавно-приватно партнерство е административно-деловниот објект Мала зграда. Сите се сеќаваме на старата зграда која имаше до општината, односно на бараката од тврда градба, се работеше за административен објект кој имаше 150 квадрати руиниран простор. Кога дојдов за градоначалник, видов дека неопходно е да се смени кровната конструкција и при тоа, доколку ја сменевме кровната конструкција, требаше да дадеме околу 30.000 евра за промена на конструкцијата. На мој предлог направивме јавно-приватно партнерство и дадовме да приватниот партнер го изгради и го добие за себе првиот, односно сутеренот и првиот спрат, а на нас да ни направи втор и трет спрат. Ние имавме 150 квадрати руиниран простор, со ова добиваме 470 квадрати нов простор. Повторно ќе кажам, без да вложиме нито денар општински средства. Значи, добиваме 470 квадрати нов простор. За ова се проткаја најразлични гласини, муабети, едно друго, но вистината е едно. Имавме 150 квадрати руиниран простор, добиваме 470 квадрати нов простор. Или добиваме 47% во однос на 53%. Ваков процент во Република Македонија за јавно-приватно партнерство се уште не е постигнат. Во однос на гасификацијата на Крија Паланка, јас во ово излагање слободно ќе кажам дека сум многу понапред од нашите политички конкуренти, со оглед на тоа да во сите нивни изјави, као главна работа дека ќе биде гасификација, она што може да кажеме тоа дека ние имаме, јас кога дојдов за градоначалник, направивме комплетен проект за гасификација на општината. Проектот, за да знаете за што се работи, е во вредност од 50.000 евра, самиот проект, предвидува гасификација на основната траса од 6 км од Конопница до гимназијата Ѓурче Петров. При тоа се предвидени гасифицирање на стопанските и деловните објекти и постепено гасифицирање на домаќинствата. Значи, тоа е првата фаза. Воедно направивме и физибилити студија. Физибилити студијата е усвоена пред 2 месеци на Советот на општината, а во петокот на Советот на општината донесовме одлука за почеток на јавно-приватно партнерство за гасификација. Значи, донесовме одлука да се распише конкурс за јавно-приватно партнерство за гасификација на Крија Паланка. И ќе кажам, додека некој е на идеја, ние тоа го реализираме. Како еден од основните столбови на нашата општина ќе биде и отварањето на новиот рудник во село Луки, односно во местноста Самар. Истражувачките работи почнаа минатата година, оваа година се стагнираше, но пред некое време дојда од австралиско-македонската компанија која има добиено концесијата и запозна сум од нивна страна дека истражувачките работи продолжуваат во текот на пролетниот период и она што прво ќе биде, она што прво ќе почне, тоа е повторно отварање на рудникот Крстов дол и продолжување со истражувачки работи во село Самар. Во однос со цел да се зголемат инвестициите во Крија Паланка, да се мотивираат инвеститорите за вложување во нашата општина, на мој предлог Советот на општина Крија Паланка донесе одлука да ги ослободиме од плаќање од комунали сите они инвеститори кои сакаат да отворат свој погон или фабрика која ќе вработи повеќе од 25 луѓе. Воедно, во рамките на проектот на владата на Република на Македонија извршивме тренинг обука за изработка на бизнис планови во општина Крија Паланка.
Како што претходно каже и пратеникот Владко Ѓорчев, на 6. мај 2011 година беше отворен и граничниот премин Голеш трговиште, не трговиште, него Босилеград, Голеш Голема Црцорија, и преминот функционира и во тек се активности, односно поднесовме барање за отварање на вториот граничен премин Огут трговиште. Во однос на образованието, мислам дека овие 4 години како што е вложено во образованието, досега никогаш не е вложено. Во тоа во добар дел ни помогнат средствата по ИПА програмата, во која добивме околу 500.000 евра, заедно со средствата од Министерството за образование и со собствени средства на општина Кријапаланка. Во основното училиште Партизан заменета е столаријата, санирана е кровната конструкција, плафоните, заменети се електричната инсталација, извршено се мулео-фарбарски работи, а решен и проблемот со загревањето со котлара. Односно Партизан има собствено парно грејење. Во приработењето на овој проект утврдивме дека слободниот простор што е внатре во Партизан може да се искористи како спортска сала за учениците, затоа со мое барање до владата, односно до Министерот за образование, тој да видува и се сложија да владата го финансира тој дел за атриумот да се направи училишна сала и еве ќе повикувам сите оние кои не виделе да влезат во Партизан да видат каква прекрасна нова училишна сала добивме во она место во Партизан која беше запуштено, која беше така као паркче нешто, али сепак тоа не беше тоа. Направивме многу убава сала, значи училиштето Партизан има две училишни сали. Исто така во Партизан ставивме нов слој на асфалтот на игралиштето позади Партизан, а во училиштето Јаким Крчовски е заменета целата кровна конструкција, дрвените прозори се заменети со ПВЦ прозори, вратите се исто така заменети. Финализиран е проектот за училишна спортска сала. Кријапаланка влезе во проектот на владата на Република на Македонија на 100 училишни спортски сали, но со оглед на тоа да како град и како општина немаме слободен терен, немаме слободно место за училишна сала, бидејќи сите сали се типски, мораше да направиме промена на самиот проект и да ја вклопиме спортската сала, односно училишната сала, во рамките на оној расположлив простор позади школото кој го имаме. Проектот е веќе во завршна фаза, треба да се интервенира во урбанистичкиот план и мислам дека требаше таа сала е влезена за оваа година, но во разговор со Министерот за образование се договоривме да влезе во наредната година за реализација на оваа училишна спортска сала. Основното училиште Илинден уфатени се замена исто така на кровната конструкција, бидејќи имавме азбестни плочи, изработена е нова фасада со изолација, изработени се нови подови, во замена на старите улуци, замена на дрвената столарија и нова ПВЦ, како и замена на плафонот во холот на училиштето. Во основното училиште, во подрачното основно училиште во село Коноплица Илинден исто така е направено огромно реновирање. Оно училиште во старата руинирана зграда е направено прекрасно ново училиште во кое се сменет кровот, во кој се сменети столариите, електричната инсталација, морео-фарбарски работи, исто така е направен влезен хол, направена е уште една или две училници, така да сменат тоа училиштето комплетно ново училиште. Во однос на средното основно училиште Ѓорче Петров извршено е реновирање со обновување на надрешноста на спортската сала, поставување на нов под, замена на инвентарот и доопремување на спортската сала. Холот на гимназијата исто така е реновиран со поставување на нови плочки, завршени се молерофарбарските работи, променета е основната електричната инсталација на училиштето,
од како е направено училиштето, инсталацијата не беше направена, со оглед на тоа да во училиштето имаме компјутер за секое дете и она инсталација која беше постојна не можеше тоа да го издржи. Заедно со директорот се договоривме да се направи нова инсталација која ќе може да ги поднесе сите оние компјутери кои се во тоа училиште. Реновирана исто така влезот во објектот, односно поплочене со бекатонски плочки, направена е настрешница во гимназијата за зимскиот период да не паѓаат децата или посетителите, родители кои ќе доаѓаат наставници. После 50 години извршено е регулирање на одводната атмосферска канализација. По долги години изградено е и ново паркиралиште кај училиштето Ѓорче Петров, бидејќи во овој дел на градот имавме огромен проблем со паркинг простор, затоа што почна и учениците да идат со коли на школа и немаше каде да се паркира. Исто така во договор со директорот се договоривме дел од дворот на училиштето да го направиме за паркинг и тоа го реализираме. Во тек се реализации и обновување на училишниот дом Боро Менков, односно во крилото В, со средства од Министерството за образование, се менуваат подот, столаријата и се поставува ново парно грејење. Со ова, на некој начин, ќе се подобрат условите за живот на децата, сите оние деца кои доаѓаат од подалечните села во Крија Паланка. Така да, при посета на Министерот за образование, кога го види тоа, кажа дека една од првите работи која ќе направиме е да го санираме интернатот и тоа е во фаза на реализација. Општината Крија Паланка во периодот како сум јас градоначалник вложува и во интелигентните и во децата кои средношколците и студентите талентирани. За таа цел, на мој предлог, а со одлука на Советот, секоја година општината доделува 4 стипендии за талентирани средношколци и талентирани студенти. Такво нешто за прв пат се случува во општината Крија Паланка. Општината Крија Паланка доби еден градски автобус, донација од градот Скопје, и добивме уште еден автобус, нов автобус, донација од владата на Република Македонија. Со ова нешто е почетокот на собствено возење, односно собствен превоз на децата до училиштата и од училиштата. Во однос на урбанизмот, со помош на владата на Република Македонија, добивме средства за изработка на нов генерален урбанистички план. Последниот генерален урбанистички план е донесен 1989 година на 354 хектари, а овој опфаќа 582 хектари и со неговото донесување ќе се создадат услови за изработка на детален урбанистички план за десниот брег на градот, низ кој поминува трасата на железничката пруга, а како што знаете сите, железничката пруга е причина да Крија Паланка и нема урбанистички план. Затоа што допред неколку години не се знаеше каде ќе помине железничката пруга. Во тек е изработка на детален урбанистички план на централното градско подрачје, како и на делот од кастарната до влезот на Крија Паланка. На местото на поранешниот плац на Пелагодија утврдена е локација за изградба на црква во Крија Паланка. Во периодот 2009-2012 година многу вложивме во однос на младите и на спортот. Пред да дојдам градоначалник, сите што ги користеа спортските сали, плаќаа за користење на спортски сали. Откако дојдов за градоначалник, ги ослободив сите регистрирани спортски клубови од плаќање на надомест за користење на спортските сали. Со тоа нешто и самите ученици, деца, самите спортисти докажаа дека тоа го заслужуваат, затоа што отогаш спортот на вистина се повеќе се развива, сите сме сведоци на
бројни надпревари на нашите деца од Крија Паланка, бројни медали што донесуваат, дали се тоа каратисти, дали се пинг-понгари, дали се одбојкари, дали се кошаркари, веќе во Крија Паланка имаме развој на спортот во нашата општина. И мислам дека општината и училиштата нема да се збогадат од тие средства што ќе им ги зимаат на децата, но сепак тоа е една сатисфакција за развој на здрава млада популација во нашата општина. Во овој дел направивме една соработка со Индоминерали и метали. Пред 2 години се договоривме да на сите спортисти во Крија Паланка во соработка на општината и на Индоминерали и метали да биде доделена спортска опрема која се состои во патики, тренерки, дресови. Сите спортисти во Крија Паланка добија спортска опрема која ја донираше Индоминерали заедно со општината Крија Паланка. Тоа се станува збор за цифра од околу 90 комплети, која повторно ќе кажа, вакво нешто досега не е направено. Во соработка со владата на Република Македонија и Агенцијата за млади и спорт пристапивме кон изградба на современ спортско-рекреативен комплекс кој се состои во тениско изградиште, спортска сала и повеќе наменско игралиште. Во рамките на спортскиот комплекс ќе се изгради предвиден современ и паркинг простор. И со ова, конечно, спортот ќе се развие во општина Крија Паланка уште повеќе. За прв пат нашата општина добива тениско игралиште, за кое добар дел од населението беше скептично дека не ни треба, но сега сите поминуваме и гледаме дека многу луѓе тренираат, многу луѓе се рекреираат и тоа е навистина потреба на нашата општина. Во однос на спортската сала, сакам да напоменам дека Крија Паланка имаше спортска сала направена до некој стадиум и беше заложник на еден човек повеќе од 10 години да не може да се прави. За таа цел се обидов и јас да разговарам, видовме дека нема разговор и бев лично кај премиерот, разговаравме и објаснив ситуацијата дека не може еден човек да го држи во заложништво целиот град, односно младите луѓе во градот. И на моје општо задоволство и на задоволство на граѓаните на Крија Паланка, на мој предлог да направиме нова спортска сала беше прифатено. Дајте локација, ќе ја прифатиме. И еве, користам ова прилика да изразам голема благодарност затоа што при една сала градиме втора сала за разбирањето на премиерот за да се изгради нова спортска сала. Во однос на културата сметам дека има многу да кажам. За прв пат во својата историја Крија Паланка доби музеј. Може би се сеќавате на она место каде што беше градска кафејана, направив музеј. Имено на местото на поранешниот дом на Арама, исто така, тука е сместен градскиот музеј. Со отварањето на овој музеј сместивме историската и етнолошката поставка на општината. Добивме еден простор со кој сите ние криопаланчани можеме да се пофалиме дека имаме музеј. А сега, при крај се завршено и се работите и за поставување на археолошката поставка. Закажено е средба со Министерката за култура за да ги добиеме археолошките артефакти кои ќе бидат поставени во музеот и со тоа ќе го на некој начин заокружиме музејот во општина Крија Паланка. Сметам дека овој град има своја традиција, култура, историја и овој град заслужува да има свој музеј. Исто така, во претходниот период реализиравме и проектот за сувенир на градот. Тоа е познатиот криопаланачки симит. За самиот овој проект имаше многу предлози, имаше конкурс. Многу граѓани си дадоа своји предлози што сметаат дека треба да биде сувенир на градот и на крај комисијата го избра да биде криопаланачкиот симит.
Почнувајќи од 2009 година, секоја година, по повод празникот 24 мај Кирил и Методи, Општината Крија Паланка заедно со Сдруженијето на граѓани Автомотоклуб Офроуд Крија Паланка реализираме едно ревијално джип рели. Джип релито е под мотото да ги запознаеме убавините на Соговските планини. Се тргнува од Крија Паланка преку село Мождивњак, доаѓаме до Цареврв, каде што доаѓаат исто така со джипови и мотори доаѓаат од Македонска Каменица и од Кочани. Се среќаваме на 2085 метра надморска височина и потоа во организација на Општина Крија Паланка сите доаѓаме во манастирот Свети Јаким Осоговски, каде што општината приредува графче за сите. Значи, едно дружење, една убава работа и една промоција на нашите убавини на Соговските планини. И она што сакам да го кажам, дека во почетокот првата година имавме околу 30 джипа, втората имавме 40-50, третата имавме 70, а минатата година додавме до 100. Значи, убаво е да се види по планините, 100 джипа еден по друг одат и, што е најважно, не без никакви проблеми. Меѓународниот фолклорен фестивал беше прекинат, одлучив повторно да се возобнови, го возобновивме и еве за моје општо, за моје задоволство и мислам за задоволство на сите граѓани, во претходните 4 години гледаме еден прекрасен фолклорен фестивал на кој се присутни фолклорни групи од Македонија, Србија, Бугарија, Полска, Романија, Кипар, Босна и Херцеговина, Црна Гора. Фолклорниот фестивал го направивме да биде од 25-ти, по чест на Свети Јаким Осоговски, да биде од 25-ти до 27-ти. Така да, самиот празник Свети Јаким Осоговски до сега го празнувавме на 28-29 август, но целта ми е овој празник да трае цела недела. Значи, цела недела да има нешто да се случува во нашиот град, цела недела граѓаните да можат да излезат, да се забавуваат, да се осеќаат пријатно. За прв пат во нашиот град се направивме театарски фестивал, меѓународен театарски фестивал. На овој театарски фестивал се присутни театарски групи од Македонија, Србија, Бугарија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, односно гледавме да бидат присутни театарски групи од јазичното подрачје кое е разбирливо за нашиот народ, за да може луѓето да разберат. Од година во година мора да признаеме дека се поквалитетни и поквалитетни групи ни доаѓаат и се по-добри представи имаме, така да мислам дека оваа година беше кулминација на сето тоа. Во однос на меѓународниот театарски фестивал ќе искористам оваа прилика да дам посебна благодарност на доајенот на Македонскиот театар, господјата Милица Стојанова, Зафир Каџиманов, на Петар Темелковски, на Шенка Волозова и на Страша Милошевски. И на сите оние присутни кои доаѓаат на театарскиот фестивал, како и на целата екипа која работеше во организација на овој фестивал. Поклонение на Свети Теодор Тирон. Ова е манифестација која не се применуваше повеќе од 30 години и која пред неколку години почнавме и ја возобновивме повторно да се применува. Именно тоа е манифестација во која снаат и свекрвата одат во црквата Свети Теодор Тирон да се поклонат пред светецот, за да им даде среќа, берекет и рожба во семејството. Ова е убава манифестација, во почетокот на луѓето им беше можеби непријатно на снаат и на свекрвата, имавме 2 или 3, али од година во година се повеќе, така да минатата година имавме 12 пара. Направивме криопаланачка пифтијада за водици, односно за 19 јануари, по традиционалното фрлање на крсот во
Крива река. Сите оние кои се присутни може да дојдат на плоштадот во Крива Паланка и да пробат од кривопаланечките пивти и да се направат топла ракија, а во суштина со ова сакаме и да го промовираме, да ја промовираме паралелката од угостителско-туристичката насока од Јорче Петров, затоа што децата од оваа насока се и на некој начин творци на тие пивти, тие се оние кои ги спремат и кои ги припремат и на некој начин тоа е нивна промоција. Во однос на културата формиравме и музичка секција по виолина. Сите ние знаеме дека во Крива Паланка имавме кои се сега пензионери, двајца професори по виолина, но не остана некој млад кој знае. Во мој разговор со професорите купивме 10 виолини од страна на општина Крива Паланка, ги подаривме на Центарот за култура, формираа секција, имат деца, на наставниците по музичко воспитување им беше доделена задача да изберат талентирани деца кои може да свират. Има секција, има деца и мислам дека до крајот на годината ќе имаме и нивно промовирање по ова се. Во периодот 2009-2012 година имавме плодна меѓународна соработка која се состои во продолжување на соработката со општина Вршац од Република Србија, каде што со која општина имаме прекрасна соработка и воедно тука имаме соработка и со македонското друштво, односно друштвото на македонците од Република Србија кои се во општина Вршац. Исто така имаме прекрасна соработка со општина Кюстендил. Подпишавме официјална повелба за збратимување со општината Самбервил во Белгија. Ова е нешто за кое може да кажам дека сум горд и дека се гордеам, затоа што Крива Паланка е една од ретките општини која подпишува спогодба за збратимување со општина во Белгија. Имено самиот чин на подпишување беше прво тука во Крива Паланка, а кога бевме повикани за подпишување во Белгија, луѓето направија воредна седница на Советот на општината во недела на Великден. Замислете некој да направи совет на општина на Великден, замислите кај нас, како ќе звучи тоа, и бевме дочекани со најголеми почести. Македонското знаме се вееше пред општината Самбервил, заедно со белгиското, заедно со француското, заедно со италијанското, со знамето на Европска унија, равноправно. Бевме примени со сите државни почести. Во контекст на ова, подпишавме и соработка со општина Млава, Полска, подпишавме соработка односно збратимување со општина Лугош од Романија, кои исто така беа гости и на празникот на општината на 8 октомври во Крива Паланка. Соработката со збратимениот град Дупница е навистина соработка која е за пример. Со ова општина имаме прекрасна соработка и во однос на прекуграничните проекти, како што се туризам, како што се културно наследство, морско заедничка иднина и под едно небо. Исто така воспоставена е соработка со Литија од Република Словенија, тоа е соработка на ниво на Североисточен плански регион, во која припаѓаат општините Куманово, Крива Паланка, Старо Нагоречино, Кратово, Липково и Ранковце. Во претходниот период имавме посета и од многу амбасадори кои се во Република Македонија. Во овој контекст ги споменам амбасадорите од Франција, Англија, Израел, Германија, Босна и Херцеговина, Србија, Бугарија, Црна Гора. Со сите од нив направивме соработка, со сите од нив направивме некое промовирање, дали на културен или како што беше со амбасадорот од Норвешка во однос на отварањето на продавницата за сувенири и за
do opremuvanja na muzeot, odnosno financijski sredstva okolo sredivanja na muzeju, tako da se pak ova se ni plodni sоработки и промоција на нашата општина како општина во Република Македонија. Во однос на проектите за прекогранична соработка, реализиравме 3 проекти во вредност од 406.694 евра. Тоа е проектот Под едно небо. Со овој проект асфалтиравме 1 километар локален пат во село Градец и извршивме пробивање на уште 950 метри до испосницата. Партерно и уредивме испосницата со амфитеатрален излез, со убава камена настрешница. И мислам дека направивме покрај манастирот Свети Јоаким Осоговски, испосницата ја направивме како втор бренд на општината Кривја Паланка. На секој наш сограѓанин кој ќе му дадат гости покрај тоа што ќе може да ги одведе во манастирот, може да ги одведе без да се посреми и до испосницата, да види што е направено, да го повикувам и сите вас кои немате се уште да отидете до горе, да отидете да ја посетите. Навистина, она што го направивме е прекрасно и многу убаво. Културно наследство Мост кон заеднички измина, тоа е исто така проект кој го сработивме заедно со општината Дупница. Се состои во изграда партерно уредување околу музеот на Дом на Арама, со правење на фонтани, со детско катче, со парк и внатрешно уредување на самиот Дом на Арама, односно на музеот, каде што е предвидено да се да уреди просторот каде што ќе биде поставена археолошката поставка со поставање на витрини и со сите работи, како што претходно реков, останало уште само да се донесат археолошките артефакти и музеот да биде патентиран. Проектот Туризам без граница е проект кој го реализиравме заедно со општина Кюстендил, со општина Штип и Кривја Паланка. Именно тоа се информатички портали за секој турист која ќе дојде, да може да дојде до порталот, да доби информации каде има слободно место за спиење, каде има ресторан, каде што може да посети во општините Кривја Паланка, Кюстендил и Штип, односно на еден модерен начин да се информира за туризмот во овие 3 општини. На крајот само ќе споменам проектот кој е во фаза на реализација, кој почна да се реализира. Тоа е проектот велосипедски патеки за граѓаните и посетителите на општина Кюстендил и Кривја Паланка. Проектот е финансиран во рамките на вториот повик по ИПА програмата. Се работи за велосипедско, ролерска и рекреативна патека кој ќе појде од средината на градскиот парк до средината на фудбалското игралиште. Овој проект е предвидено, значи, велосипедска патека во речното корито, значи во Мајор коритото, и пропратена со клуби за одмор, со фитнес справи за рекреација, со некои други реквизити кои ќе бидат припремени, и мислам дека ќе добиеме една модерна и убава патека како што ја заслужуваме ние кривополанчи. Да. Во рамките на моето излагање заборавив да ги споменам и распејани кривополанчани, не знам како, значи тоа е после 30 години на моја иницијатива и во согласност со старите членови на распејани кривополанчани, ја возобновивме културно-уметничката група Распејани кривополанчани и еве, тие се на некој начин гордост на нашиот град, тие се на некој начин бренд на Кривја Паланка
При самото возобновување голема корист не беше маестро Борис Тројанов, затоа што тој беше принципот на емоцијата на крајот на монастирот Сергијаки Носоловски, со тоа што имавме слики од тоа како изгледале пред 30 години, односно идеше на видео бим самиот настап на распејаника Криопаланчани пред 30 години и потоа добија прилика и сега да се представат распејани Криопаланчани се подмладија со нови членови, значи имаат млади се, имаат и стари и млади, значи сепак едно убаво културно-уметничко друштво и поедно да не искушнам да кажам дека по пауза од неколку години, од повеќе години, од минатата година возобновивме и 8-октомвриската награда на општина Крија Паланка, која доделуваме за сите оние заслужни граѓани за Крија Паланка кои направиле нешто, кои не пробирале и нас и себе си во Крија Паланка. Поштовни сограѓани, ова беше мојот отчет за сработеното. Сметам дека може би можеше повеќе, но имајќи ја во предвид ситуацијата во која беше и самата општина, во која и економската ситуација во светот, во државата, мислам сепак дека за овие 3,5 години покажав и докажав дека општината Крија Паланка може да работи без да се задолжува повеќе, може да го одржам нивото на работење без нови задолжувања, да остане она на кое оној долг кој го наследив, значи можело да се работи без да се задолжува, а на вас граѓаните остана вие да процените дали е доволно или не.